Бугарија му забрани влез во земјата на адвокатот Тони Менкиноски до 2036 година. Во официјалниот документ кој го добил Менкиноски стои дека наводно тој представувал закана за националната безбедност на Република Бугарија. Менкиноски се сомнева дека мерката е директно поврзана со неговата работа како адвокат кој го застапува македонците во Бугарија пред Европскиот суд за човековите права во Страсбург. Како што вели тој, ваквото обвинение е сериозно и донесено без конкретно образложение и без претходна правна постапка. Јас при влегување на граница, луѓето кои работеат таму, не можеа никако да го поминат мојот пасош и ме замолија да ја тргнам мојата кола на страна. И при тоа ми кажаа дека од Софија добиле известување со кое, мора да ме задржат бидејќи треба од Софија да добија некои документи. После половина час, чекање на граница, мене ми ги доставија овие документи, ми удрија црн печат на пасошот, гледате, јас имам крст на мојот пасош и пишува Х. Оваа одлука е срам за Бугарија, но и за Европската унија, вели Менкиноски, и препознава заплашување на адвокатите и директно мешање во независноста на адвокатската професија. Како што вели тој, наместо да ги спроведат одлуките на Европскиот суд за човекови права, бугарите преземаат мерки кои можат да се толкуваат како притисок врз адвокат. Бугарија мора да ги имплементира не 3, не 2, туку сите 14 пресуди, а фактички се 17, но 14 се во корпусот. И мора да ги имплементира, тоа да му го признае правото на здружување на македонците, да имаат своји клубови, своја политичка партија. Сега ова израз на немојк, сакајќи преку мене, да покажат сила, да демонстрираат сила, со тоа што не се дозволува влез на нивниот адвокат кој ги застапувал пред Европскиот суд за човекови права. Тој дополнително посочи дека ќе ги искористи сите правни и институционални механизми за да ја оспори оваа одлука. Случајот ќе биде доставен и до Комесарот за човекови права, Европскиот парламент, ОПСЕ и Обединетите нации, како и меѓународни организации кои следат состојбата со човековите права и независноста на адвокатската професија. Ваквите постапки можат да имаат сериозни последици, реагира правната фела во државата, меѓу кои заплашување на адвокати кои работат на случаи поврзани со човековите права, ограничување на нивната слобода да ги застапуваат своите клиенти и отежнат пристап на граѓаните до меѓународната правда.